Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите еврејски колач. Почнуваме со подготовка на тестото. Во длабок сад го ставаме квасецот. Го додаваме шеќерот. Налеваме 70 мл млеко. Мешаме со лажица додека квасецот не се растопи. Во садот го додаваме брашното. Го налеваме преостанатото млеко. Потоа го додаваме маргаринот. Јајцата ги кршиме, белките ги ставаме во сад настрана, жолчките ги додаваме во длабокиот сад. Состојките ги месиме со рака. Тестото продолжуваме да го месиме на работната маса додека не стане мазно. Тркалезната тава за печење ја наросуваме со брашно. Тестото го делиме на 5 еднакви дела. Од секое парче тесто формираме топка. Топките тесто ги ставаме во тавата. Покриваме со кујнска крпа, оставаме тестата да стасуваат. Во меѓувреме го подготвуваме првиот фил. Во тенџере на оган го налеваме млекот, го додаваме шеќерот. Потоа го додаваме и медот. Откако шеќерот и медот ќе се растопат, го додаваме афионот. Откако филот ќе добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Почнуваме со подготовка на вториот фил. Во тенџере на оган го налеваме млекот. Го додаваме шеќерот. Откако млекото ќе зоврие, ги додаваме мелените ореви. Откако филот ќе добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Почнуваме со подготовка и на третиот фил. Јаболката ги лупиме. На крупната страна од рендето во длабок сад ги рендаме излупените јаболка. Во тенџере на оган го ставаме шеќерот. Ги додаваме ренданите јаболка. Откако течноста ќе испари, го тргаме тенџерето од оган. Потоа го додаваме циметот. Промешуваме. На набрашната работна маса од првата топка стасано тесто со сукалка разлекуваме правоаголна кора. Со помош на сукалката кората ја ставаме во тава за печење намрсена со маргарин. Ја премачкуваме со третиот фил. Со сукалката ја разлекуваме втората кора. Ја ставаме во тавата. Премачкуваме со првиот фил. Врз филот ја ставаме третата кора. Ја филуваме со вториот фил. Прекриваме со четвртата кора. Премачкуваме со 150 грама мармалад. Во тавата ја ставаме и петтата кора. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 60 минути на температура од 190 степени. Го премачкуваме колачот со преостанатиот мармалад. Врз мармаладот ги наросуваме сечканите ореви. Колачот го сечеме на ромбови. Неколку парчиња еврејски колач ставаме на чинија за сервирање. Декорираме со една црвена шеќерна роза и зелени шеќерни листови. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 100 минути.